5 пластични шишиња утрово се борат со надојдената вода на Вардар. На кејот, уште едно сплескано сведочи дека некој ја изгасил жетта. Оваа употребена амбалажа да беше во некој од европските земји, веројатно ќе завршеше на рециклирање или пак како преработен РДФ отпад, за да биде искористен како алтернативно гориво. РДФ е гориво произведено од различни видови отпад, како што се комуналниот, индустрискиот и комерцијалниот отпад. Настанува во посебни услови кои мора да подлежи под строги контроли за еколошкиот отпечаток на горивата базирани на отпад да биде сличен или помал од оној на традиционалните горива. Но 3-децениската европска пракса од неодамна е невозможна опција во Македонија. Во земјава не постои фабрика која прави РДФ отпад, а со донесувањето на новиот закон за управување со отпад забранет е увоз. Ана Карамфилова-Мазневска, раководителка на секторот за управување со отпад во Министерството за животна средина и просторно планирање, и ги објаснува измените во законот. Секоја пратка на отпад, значи вака пластична, секој камион товарен со отпад, не може ниту да ја напушти земјата, ниту да влезе во земјата, доколку не ја поседува соодветната документација, која што е пропишана со закон, подпишана е со подзаконски акт, имаме правилник за увоз, извоз и транзит на отпад, кој што истовремено би сакала да потенцирам е усогласен со регулативата за пратките на отпад, така се вели, регулатива за пратки на отпад, што значи дека регулира увоз, извоз и транзит на отпад. Значи, идентични се формуларите како што се и во Европската Унија. Овој закон требаше да ги смири страстите на граѓаните и активистите кои бурно протестираа на правичниот предлог и бараа да се повлече. Тие бараа да се забрани увоз на секаков отпад и граѓанските организации да се вклучат во инспекциски надзори. Не е проблемот само во петролкоксот, во мазутот и во другите горива кои што загадуваат. Најголема проблем е во корупцијата. Токму поради таа корупција се случуваат вакви несакани појави. Протестите беа пред цементарница Усие, која од присутните беше прогласена за најголем загадувач. Оваа компанија со почетнички чекори се обиде да го вметне РДФ отпадот како гориво со само 4% од вкупните енергенси на годишно ниво. Неполна година по протестите, нашата екипа влезе во фабриката. Цементарницата работи во полн погон, сега со традиционално гориво. Инвестирале 2 милиона евра во опрема за користење на РДФ гориво, но по донесувањето на новиот закон принудени се да користат алтернативни горива исклучиво од домашно производство. Со овој закон уствари се запре развојот во Македонија за употреба на алтернативни горива, односно за производство на алтернативни горива. Во Македонија и понатаму ќе продолжат компаниите да ги отфрват сите нивни отпадоци на депониите, некои во дрисва, некои во дивите депонии, кои на жалост постојат, и далеко се оддалечуваме комплетно од праксата на Европската Унија. Забраната за увоз на РДФ отпад за користење како енергенс не го запре целосниот увоз на отпад во земјава. Според податоците на UN Comtrade, Македонија увезува околу 3000 тони отпад годишно. Менеджментот на Усија смета дека компанијата е оштетена со новиот закон, но со истиот не се задоволни ниту активистите. Системот за управување на отпад кај нас е тотално нефункционален. Ние имаме некој си закон на хартија, меѓутоа тоа во реалноста не функционира. РДФ гориво може да се прави на лице место во нашава држава како последица на материјали кои што биле отпад, а кои што биле генерирани во нашата држава. И ние тука не можеме да измериме пластиката и да знаеме каде таа завршува. Одва иницијатива обвинува дека законот, иако повлечен и коригиран, не ги исполнил нивните барања. Она што ние сакавме тогаш да се тргне беше чисто ради тоа што немаме контроли. А сите тие контроли работи требаше да се поправат во новиот закон. Сега мене ми е страв дека во новиот закон сепак е дозволено на некој начин ние да увеземе отпад кој ќе биде прикриен под одредена ставка и тој опасен отпад исто така да се преработува. Инспекторатот за животна средина е постојано на тапет, но нивното оправдување е дека нема доволно кадар. Нашиот инспекторат им верува на документите и контролите од други земји, оти нема како поинаку. Македонија нема лабораторија која сама ќе ја испита содржината на РДФ отпадот, а во услови кога јавноста нема доверба ниту во домашните, ниту во странските институции, најлесно решение е целосна забрана на алтернативни горива. Парадоксот е во тоа што оваа забрана може да биде само привремена, бидејќи производството и користењето на РДФ горивото 30 години е стандард во Унијата.